продолжуваме со предвидената програма. Овој дел е резервиран за првиот разговор во утрински брифинг. Периодот на настинки, вируси, пропратени со пандемијата од COVID-19 е пред нас. Првиот одговор против нив е имунолошкиот. Но имунитетот не се стекнува веднаш, туку тој постепено се гради со здрави навики. Неизвестноста за здравствената состојба им наложи на луѓето да посветат поголемо внимание на грижата за зајакнување на имунитетот. Правилната исхрана и консумирањето здрава храна е првиот механизам за силен имунолошки одговор. Но како да се храниме правилно? Што ни е потребно во текот на денот за да може организмот да одговори на сите предизвици? Дали ни се потребни суплементи и додатоци во исхраната? На оваа тема во продолжение разговараме со Фани Гулевска, магистер по нутриционизам, управител на компанијата Здрави навики. Фани, добро утро. Добро утро до вас и до моменталните слушатели. Мило ми е што ќе поразговараме на оваа тема која што дефинитивно е една од најактуелните периодов. Пандемијата со COVID-19 дефинитивно го насочи фокусот кон потребата од здрава исхрана, неизвестноста за здравствената состојба, грижата во делот на зајакнувањето на имунитетот. Сите посегнуваат по разни суплементи, витамини, додатоци во исхраната за да го сочуваат имунитетот, но храната ни е главниот дел во кој што можеме да делуваме и да направиме некоја драстична промена. Самото седење дома во оваа ладна зима, ограничените можности за физичката активност, сето тоа штети на нашето здравје и делува негативно на имунолошкиот систем. Мораме да разбереме во делот на имунолошкиот систем дека тој не е целосно различен всушност од сите останати системи во нашето тело и тој ниту можеме да го видиме, ниту можеме да знаеме како треба и кога треба на него да делуваме за да го имаме во потполност. Тој не е израз всушност на сите оние механизми кои што нашето тело ги користи за да се одбрани од сите бактерии, од сите вируси, од сите штетности кои што ни доаѓаат однадвор. Имунолошкиот систем или нашиот отпор на организмот всушност главно можеме да си го градиме и одржуваме во делот на здравата храна, во делот на физичката активност, нормално менталниот склоп, позитивната мисла и така натака. Конзумираната храна дефинитивно ни делува, како здравата храна конзумирана ни делува како штит на клетките кои што дефинитивно ни потпомага во поддршка и одржување на целосно имунолошкиот систем. Добро. Точно е дека подготовката на имунитетот за одговор трае подолг временски период, но доколку досега ништо не сме направиле, од каде да почнеме? Би почнале од почетокот, нормално, без разлика дали досега сме се хранели или не сме се хранеле здраво, едноставно се решаваме на здрави навики и си започнуваме веднаш. Започнуваме веднаш во делот на ослободување малку психички од тој дел дека ќе треба да смениме кој знае што. Не треба да смениме кој знае што. Поготово еве сега во оваа студена сезона си имаме прекрасен зеленчук. Сладокумпир, тиква, тиквички, коренец зеленчук, пашканат, морковче, се останато, кои што можеме да подготвуваме многу лесни оброци кои што ќе ни бидат здрави. Ништо комплицирано во делот на што или колку ние сега треба да се оптеретиме, дека треба да промениме кој знае што за ние да се храниме здраво. Друга храна, која што недостасува во нашата исхрана, се варивата, нашите традиционални манџички, како леќа, гравче, грашак, житните култури кои што треба да ги јадеме со цело зрно, така да не е нешто кое што ќе не оптерети и треба да ни биде кој знае што за да направиме некоја промена. Едноставно треба да ги тргнеме оние нездрави навики во делот на брзата храна, во делот на премногу приготвената храна, каде што се од здраво е изгубено во намирниците, да се држиме до некоја здрава и избалансирана исхрана, нерафинирана, непреработана, локално растена храна, сезонско што ни се нуди тоа да користиме и така нема да имаме ниту некои потреби посебни во делот на сега јас како би се хранел здраво и би биле во потполно здравје. Пред малку и вие споменавте секој ден свежи салати, свежо овошје. Но дали свежата храна која се нуди кај нас на пазарите ги задоволува неопходните нутритивни вредности?
Вака, свежата храна колку толку значи и од пазарите, сега да не навлегуваме нели во тоа дали била органска, дали била неорганска, како била растена, од каде е донесена и така натака. Јас сум сепак за тоа што ни е сезонско сега моментално што ни се нуди на пазарите, во маркетите, бидејќи со ова брзо темпо на живот, искрено ретко кој од нас нели може да се посвети и сега сето тоа во делот на исхраната да го направи потполно со нарачување на органски производи или барање кои производи од каде да се набават нели за да се консумираат. Така да јас сум сепак за да се држиме до некоја нормала и да се храниме здраво колку можеме и од нашите пазари и од маркетите нели што можеме да набавиме, но сепак да гледаме да бираме што е тоа да биде нели по нормално достапно и здраво. Препораките, особено овој период од годината, се дека треба да се внесува што е можно повеќе витамини и минерали, но дали додатоците во исхрана може да ги заменат витамините кои ги внесуваме преку храната? Така, реално суплементацијата ни е многу важна исто така овој период. Не можеме да ја изоставиме, но сепак основата, базата ни е храната. Значи храната внесена во нашиот организам. Се останато ни е дополнително и затоа е нели назначено на него додаток во исхраната. Се што е додаток во исхраната не може да ни ја замени таа нормална и здрава исхрана која што нели треба да биде исконзумирана. Поготово во овој период, значи во текот на зимата, кога е и намалено нивото на серотонинот и кога стени е намалено, се зголемува нели храната, конзумирање на храна која што е малку побогата со јаглени хидрати, така да мора да се внимава да нели не се прекорачува тоа ниво и затоа ни е попрепорачана храна секако не само овој период воопшто, зеленчукот и овошјето, производите од целите зрна, храна која што е со понизок гликемиски индекс, бидејќи нели мораме да внимаваме во делот на зголемувањето на шикерот во крвта после јадењето, поготово овој период и нормално во целиот овој стресен период кој што е околу нас, за да не ни се доведува до ослабење на имунолошкиот систем. Значи шекерите, скробот исто така треба да се изостават. Од почетокот на пандемијата особено можеме да слушнеме и да прочитаме дека за полесно да се справиме со вирус неопходно е внесување на витаминот Д. Зошто токму овој витамин е потребен и дали го има во исхраната и во која исхрана, колкави се дневните потреби на организмот и дали можеме да ги задоволиме преку исхрана? Така, во тој дел со витаминот Д, значи мора да биде во делот на суплементација. Поготово во овој зимски период, значи не можеме во никој случај да го добиеме и да го нели само да биде задоволено нивото во нашиот организам преку исхраната. Како и за останатите, значи многу морска храна е потребно за витаминот Д, многу сонце ни е потребно за витаминот Д, многу здрави масноти ни се потребни, сето она кое што ќе потпомогне за да се абсорбира овој витамин Д, но главно ни е преку сончевата енергија. Со тоа што нели ни е овој период ни е изоставено. Како и за сите витамини, значи единствено е главно да ја имаме основата во делот на здравата храна, значи храната да ни биде базата во која и по која ние се држиме, а сето останато да биде додатокот кој што ќе потпомогне сето тоа убаво да си се врзе и да си се абсорбира за имунитетот да си го градиме нели во потполност. Често можеме да слушнеме јадете храна од вашето поднебје. Дали вие го поддржувате овој став и зошто токму да ја практикуваме храната од нашето поднебје? Не треба ли да експериментираме и со друга храна, да речеме со јужна храна, со морска храна? Така, јасно. Главно тоа ни е поради свежината на таа храна и достапноста на таа храна, како доаѓа или како се стигнало до тука за ние да ја конзумираме. Тоа што ние на нашето поднебје ни е врзано и во нашите гени. Ние сме така растени, така ни е тоа пренесено и сосема природно и нормално нели за конзумирање и веќе познато да речеме. Не е лошо да се експериментира, но дека акцентот или треба ние сега цело време да измислуваме некои нови интересни храни од други места и да се водиме само кон тоа, јас сум против тој дел, бидејќи сепак нели сме си растени тука и треба да си ги почитуваме и си имаме многу видови на намирници кои што навистина си ги имаат
нутритивните вредности сосема полни, прекрасни како и било кои останатите нели кујни или поднебја. Така да главно јас сум за конзумација на храна од нашето поднебје во глобала, со тоа што секако можеме да си зачиниме со одредени намирници, но тоа да не биде основата секогаш, бидејќи сепак и свежината на ние не живееме покрај море за да јадеме свежа морска храна, а како таа морска храна стигнува до нас и колку е таа свежа и колку е таа потполно здрава, нели нормално тоа не може никој да ни го гарантира. Така да сепак да си јадеме тоа што ни е подостапно од нашето поднебје. Кои се вашите препораки како нутриционист? Како правилно да ја консумираме храната и дали постојат правила во кој дел од денот каква храна се јаде? Како план за здрава и збалансирана исхрана, тоа е главно, значи, исхраната да ни биде балансирана. Сите сме нели индивидуални според нашите индивидуални карактеристики, нашиот организам си бара нормално и си има различни побарувања. Но главно јас се водам според холистиката. Холистиката ми е она кое што ми е основата и филозофска доктрина која што гледа на нашиот систем или на организмот како една целина. Значи се ни е поврзано, сите наши особини, нашиот животен стил, нашето здравје, ни е нашата личност како една целина, една комплетна психофизичка слика. Значи, за да нели знаеме која ни е правилната исхрана, кој ни е балансот за нашиот организам, главно од се како основни, на научна основа, значи правила ни се првата половина од ден, главно да ни е нешто свежо, да го започнеме денот со свежина, се вели. Со свежина во делот на овошјето. Овошјето ни е, значи тие здрави шекери ни се во првата половина од ден најпотребни за градење на нашите клетки, за градење на нашиот организам. Така да првата половина од ден главно ни се препорачува свежо овошје, кое што не е нели лошо да се конзумира ни во подоцнежните часови, но не е препорачливо. Потоа нормално се продолжува со некоја убава салата или полесна супа или чорба, се продолжува со секогаш во ручекот, нели главно да ни е 70-30, 70 ни е салатата, 30 ни е остатокот од храната приготвена, ни нормално вечерата ни е главното правило, половина од ручекот или нешто лесно да се касне, за да не го оптоваруваме организмот, да има време да си абсорбира и да си свари се што се конзумирало во текот на денот. Сега кога сме кај балансот на организмот со храната, морам да го поставам следното прашање. Пред нас се голем број празници, а тоа пак е значи богати трпези со најразлични јадења и секако претерување со консумација на храна. Како потоа да се направи баланс, дали е потребно на некој начин прочистување на организмот и како тоа се прави? Во една прилика колегата Сашо Ордановски, кој што веќе ми се приклучи овдека во студиото, рече дека тој размислува, прочитал дека сокот од ананас делува на забрзување на метаболизмот и вика може да си каснеме прасечко и потоа 2 чаши ананас и тоа да го реши проблемот. Што мислите вие? Така. Значи празниците и прославите, славите овој период, оваа зима, значи ќе воодушевуваат нашите сетила, бидејќи навистина ни се гозби, тоа е за убаво и убаво е, но сепак навиките ни се баш здрави во тој дел. Идејата со ананасот е во ред, секако, но во делот на месото сепак јас сум за, иако се празници и слави и сето тоа, јас сум сепак да имаме одредена умереност во сето тоа. Госпожо Гулевска, ако ми дозволите, Сашо Рајовски дека добро утро. Спомневте убава салата. Кажете ми тоа како дрвено железо ми звучи, мислам, треба да консумираме. Јас балансирам со храната помеѓу мезето и пијачката. Да речеме за ракија имам едно мезе, за вино друго, пиво не пијам бидејќи ме гои, а јас многу внимавам на мојата тежина. Така што овие предизвици, слушам зборови како суплементација и така натаму, ја и не знам што се. Овие предизвици што доаѓа за нова година и ние што сакаме малку да нарушиме овие менија и дали што ги предлагате, ќе преживееме ли, па после тоа... Да, секако. Секако, значи организмот ни е толку одржлив, организмот ни е се враќа во нормала, но секако ако ние ја направиме таа нормала. Празници се празници, нова година и се останато треба нели да си ги поминеме како што рековте да си се опуштиме во ред, но потоа малку да си се вратиме наназад и да бидеме повеќе на овошје и на зеленчук, малку да го оставиме на страна месото, да ги оставиме на страна потешките храни и тогаш ќе си го створиме тој баланс.
и нема да имаме никаков проблем. Само тоа ни е, доколку значи го имаме ние тоа на ум, бидем умереноста, дека доколку сега сме претерале оваа вечер или овој празник, оваа слава, барем од утре малку да олабавиме. Ете како што велите со ананасот. Ананасот е прекрасен. Или со лимончето, или со било кои седени сокови малку да си се подпрочистиме и подолесниме. Благодарам. Или има разни напитоци, нели, што ќе ни помогнат со вода, со лимонче, со Макдонос. Макдоносот е прекрасен и така да се грицка, па и да се стави во било што со лимон и вода. Така да тоа ќе помогне да се анулира останата од претходно што било претараноста. Благодарам, госпожо Бугарска. Да, Јас многу ви благодарам оти како што тргна разговоров, си викам сега Славче ќе се уклучи за временска прогноза по вестите, ја да си фатам негде за струга да пребегаме. Со Славче ќе се криеме по подруби, никој да не види за диетата. А пазите како ни почна денов со овие прекрасни совети, а допрва не очекувам доктор Митов кој е за отприлика 1 сат на програма. Многу ми е драго ми е, навистина. Што тој ќе да советува. Ви благодарам многу, баш добри совети за новогодишната трпеза. Благодарам и на вас. Имајте најубав ден.